Почитувани земјоделци, позади мене се убавите оризови полиња во Чешинова облечево. Вие подобро од сите знаете дека преку ноќ нема ништо. Колку само внимание, посветеност и грижа треба за секое зрно семе да роди здрав плод. Колку само труд треба за стеблото да се врати во живот откако истото заболело. Нашето стебло, драги луѓе, боледуваше 11 години. Многу чекори наназад отидовме. За среќа, се потевме и работевме како најпосветените и за само 2,5 години направивме многу. Далеку од тоа дека сме направиле се. Но ме знаете многу добро, драги пријатели, драги земјоделци. Знаете дека мојот збор вреди кога ќе ви кажам дека ќе направиме уште повеќе и уште подобро. Но ве молам да не заборавиме и на постигнатото за ова кратко време и за овој краток мандат. Ги зголемивме субвенциите. Исплатата се одвиваше редовно, неселективно, навремено. Нема веќе лажни и партиски земјоделци. Нема веќе правење на списоци и привилегии само за едни. Нема повеќе поделби. За толку кратко време овозможивме директна и индиректна поддршка во земјоделството и руралниот развој во историски рекорден износ од над 430 милиони евра. А продолжуваме во идниот мандат со нова изголемена поддршка на 200 милиони евра годишно за земјоделството. Станавме лидери во искористеноста на ИПАРД фондовите, драги пријатели. Ја уведовме зелената нафта. 200 милиони денари минатата година завршија кај 55.000 земјоделци. Сите добија картички со средства за зелена нафта. Оваа година ја зголемуваме таа поддршка на околу 300 милиони денари годишно, односно на 50% покривање на трошоците за зелена нафта. А во наредниот мандат поддршката за зелена нафта ќе биде целосна, ќе биде 100% поддршка. Зелената нафта ќе биде бесплатна за сите земјоделци. Поддршката за млад земјоделец ја зголемивме за 100%, од 10 на 20.000 евра. Знам што ви треба. Ве разбирам во целост. Не само што работев со вас, туку доаѓам и од скромно семејство кое многу добро знае како се заработува платата. Тоа и треба да се вреднува. Трудот мора да се вреднува. Градиме 3 нови откупно дистрибутивни центри, модерни, со поддршка на Светска банка, во Ресен, во Скопје и во Струмица, за сигурен пласман и поконкурентно производство. Продолжува и поддршката кон младите земјоделци, кон жените фармерки. Ја зголемуваме платата по 3.000 денари на ново вработен работник во земјоделското стопанство помлади од 25 години. Почитувани пријатели, не дозволувајте да си играат со вашите чувства. Не ви нудат ништо. Не нудат ништо конкретно, туку само празна пропаганда. Немат конкретни планови, мерки, немат конкретен концепт што ви го нудат. Ова што ви го зборувам, почитувани пријатели, од земјоделството не е пропаганда. Сето ова е тоа што го направивме досега. И се што ќе направиме понатаму, во следниот мандат. Ме знае Истокот многу добро. Не давам збор залудно. Ви го згазија достоинството. Зар сакате да ги вратите сега? Нашето стебло беше заболено, но го излекувавме за кратко време. Отворивме фондови и патишта кои никогаш не биле отворени за нас. Отворивме пазари кои што од секогаш биле затворени. Се разбира, поради членството во НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија. Тоа веќе ДПМН него ни ветува. Влеговме во НАТО, можеме и во Европската Унија. Ако ги гласате нив, не само што од НАТО и ЕУ ќе се откажете, туку ќе вратите несигурност и страв од кој што едвај се спасивме. Затоа на 15 јули изборот за земјоделците е јасен и едноставен и е многу лесен. Ќе изберат редовни и повисоки субвенции, сигурен пласман и повеќе пари во секое семејство и во секој дом. Нема да дозволат да се обнови гасењето врз нивното достоинство и врз трудот. Благодарам.